Вежбата започна уште на 17.6.2017 година, а ќе заврши на 26.2017 година, со што овие денови непрекинато секој час се одвиваат некакви настани за спасување на населението кој што е афектирано од поплави, согласно сценариото кој што Дирекцијата за заштита и спасување го изработи за потребите на оваа вежба. Значи сценариото почнува со зафаќање на првите врнежи во северозападниот дел на Република Македонија, подоцна самиот дожд се пренасочува према централниот дел на Република Македонија и завршува и према јужниот, со тоа што цела Македонија е зафатена од поплави. Така да веќе после третиот ден од кога се започнаа врнежите од дожд, значи Дирекцијата за заштита и спасување заедно со владата на Република Македонија побараа помош да се активира механизмот на цивилната заштита на Европската унија. По активирањето на механизмот, значи од страна на Европската унија ни пристигнаа 3 земји членки кои што ни пратија и нивни модули или единици, кои што ги викаме ние тука, со тоа што дојде 3 напредни полски болници, од кои едната со хирургија, каде што може да направат третман на лица од 20 до 50 лица до 24 часа, зависно од типот на повредите. Меѓутоа, бидејќи голем број на луѓе ги обслужуваат овие болници, ние од страна на механизмот на цивилната заштита на Европска унија, исто така побаравме да дојде еден тим за координација од кој се составен од повеќе лица на Европската унија, кои што ќе ги координираат активностите за нас. Така да што секојдневно, секогаш од сабајли навечер имаме по 2 редовни состанци со нив и плюс телефонски јавувања за да ги добиеме конкретните информации. Ова е голем настан за Република Македонија, затоа што повеќе од 400 луѓе се дојдени за потребите на оваа вежба, повеќе институции се вклучени како Царинската управа на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство и останати институции кои што се делот од системот за заштита и спасување. Модекс вежбата од 2017 година е дизајнирана за да направи реална слика и можност на тимовите или модулите, како што ги викаат во Европска унија, да имаат реална слика што точно ги очекува кога одат во меѓународни мисии. Истото тоа важи и за тимот за координација кој што е составен од повеќе членови на Европската унија. Со самото побарање на помош кога тимовите за координација ќе пристигнат во државата која што е погодена од природни непогоди, преку тимот за координатори за вежбата им даваме можност на сите единици или модули кои ќе пристигнат во државата погодена од природна непогода да имаат можност за тренинг, како е во реална ситуација да имаат поддршка од самите локални власти, како Министерство за здравство, цивилните заштити, Министерство за внатрешни работи, затоа што ова е добар почеток за направење на добра вежба како да биде реалистична. Овие тимови 3 кои што пристигнаа во Република Македонија се 3 тима за давање на медицинска помош на лица кои што се афектирани од поплави. Овие 3 тимови се одлична можност да се види како се функционира на терен, затоа што овие тимови не се како да кажам да прават третман на лицата, туку овие се да го стабилизираат човечкиот живот и подоцна да се предадат на властите кои што се задолжени за здравствениот систем во Република Македонија. Значи овие 3 тима се фактички вратата на здравствениот систем кога се бара помош.